Молитва кон светите првоврховни апостоли Петар и Павле. О преславни апостоли Петар и Павле, вие целиот евангелски пат од земјата до небото, не задржувајќи се, сте го поминале, бидејќи на него не можеше да ве запре, ниту да ве принуди од него да скршнете никаква неволја, никаква мака, никаква тага, никакво патење, никакво страдање, никакво гонење, никаква закана, никаква опасност, никаков страв, никаков меч, никакво мачење, никаква смрт. Помогнете ни и нам грешните, тој свет пат без препреки да го поминеме и да влеземе во Царството Небесно. Заради Господа Христа вие се сте оставиле, но затоа Него сте го добиле, Него единствениот Бог на небото и земјата, а со Него и сите Негови богатства, вечната Божја вистина, вечната Божја правда, вечната Божја љубов, вечниот божествен живот. Поделете ни и нам грешните по некоја трошка од Неговата Божја вистина, од Неговата Божја правда, од Неговата Божја љубов, од Неговиот божествен живот, па и од нас безобзирните да побегне секоја лага, секоја неправда, секоја омраза, секоја злоба, секоја пакост, секоја гордост, секоја алчност, секој гнев, секој јад, секоја завист, секоја лукавост, секоја страст, секој зло, секој грев, секоја смрт, секој ѓавол, секој пекол. Херувимски неболетни првоапостоли, вие со своето Евангелие ни објавивте прекрасна благовест, дека нашето живење е на небесата. О, погледајте од небото кон нас. Еве ние се валкаме во блатото на нашите гревови и се давиме во калта на нашите страсти. Ве молиме, испружете ни ги милости во светите раце своји. Извадете не од смрдејата наша и поведете не од земјата кон небото. Измолете за нас од Господа евангелско покаяние, евангелска љубов, евангелска молитва, евангелски пост, евангелска смиреност, евангелска добрина, евангелска милост, евангелско трпение, сите добродетели на Евангелието, за да тие насочени кон небото добродетели, преку божествена сила што е во нив, ги пренесат нашите души од земјата на небото, па ние, иако со телото на земјата, со душата на небото да живееме. Ние знаеме, ние чувствуваме, секој наш греф е воденички камен околу вратот на нашите души и со својата тежина постојано не влече надолу и ќе не одвлече во вечното царство на гревот пеколот, ако вие, освети првоапостоли, не ни дојдете на помош и не ослободите од гревовите наши, воденичките камења наши, кои не потапчуваат во темнина, во мрак, во духовна смрт. О, на Богот на љубовта се милостиви апостоли, научете не да се молиме за спасение на нашите души, научете не да постиме за спасение на нашите души, научете не да љубиме за спасение на нашите души, научете не евангелски да живееме и евангелски да умираме, та ни еден од нас да не живее за себе и да не умира за себе, туку да живееме за Господа и да умираме за Господа, за да би се удостоиле со вечен живот во небесното Негово царство, и така и на нас да се исполни вашата евангелска вистина, свети првоапостоли, ако живееме, ако умираме, Господови сме. О преголеми благовестници на Спасителот, вие не научивте на евангелската вистина, дека нашиот човечки живот на земјата е само подготовка за вечниот живот на небото. Затоа ве молиме од сета душа, подарете ни ги сите божествени сили кои ни се потребни за побожен живот на земјата и за вечен живот на небото. Подарете ни вера, во неа е силата на љубовта. Подарете ни љубов, во неа е силата на надежта. Подарете ни надеж, во неа е силата на молитвата. Подарете ни молитва, во неа е силата на постот. Подарете ни пост, во него е силата на трпението. Подарете ни трпение, па тоа во нас нека го доврши делото на светата вера и сите свети способности, за да можеме во овој и во оној свет, радосно и сесрдно да живееме за Господа Исуса, вечната наша надеж, вечната љубов наша, вечната наша радост, вечниот живот наш.
О богомудри првоапостоли, вие свети и непогрешливи водачи и раководители наши, ве молиме и ве преколнуваме, водете не и раководете не низ овој свет и овој живот, со се светата и се просветител на ваша благодат, живеејќи во нас, молејќи се во нас, љубејќи во нас, постејќи во нас, молејќи се за нас, чувствувајќи во нас, делувајќи во нас, извршувајќи ги евангелските заповеди во нас, и така нас, многу грешните, немокните и слабите, воведете не во Царството Небесно, за да можеме и овде, и таму, со сето срце, со сета душа, со сета мисла, со сета сила своја, вечно да му служиме на чудесниот и чудотворен Господ и Спасител наш, Исус Христос, кому нека е и од нас, преку вас, секаква пофалба, чест и слава, сега и секогаш, и во вековите на вековите. Амин.